Зборувам за спорот со името со Република Грција, ќе ги актуализирам меѓуетничките односи и на крај ќе посветам внимание на нас, студентите и нашиот статус во општеството. Иако за некои банализирано прашање, спорот со името и понатаму останува најбитно прашање на кое треба да пристапиме со посебна посветеност и внимание. Јас немам намера да изигравам магионичар и да кажам дека го решив спорот, дека го најдов компромисот. Немам намера да ги анализирам ставовите на Република Грција, затоа што мене ме тангира внатрешната ситуација кај нас, мене ме тангираат нашите ставови и гледишта кон оваа работа. Знаеме сите каде почна целата приказна за името. Затоа и немам намера да одам подалеку во историјата. Неодамна во Букурешт се одржа самитот на НАТО, на кој што ние, како Македонија, очекувавме да добиеме покана откако беше утврдено дека ги исполнивме критериумите за членство во Алијансата. Но тоа не се случи. Не добивме покана. И гледам некои ќе покажат со прст кон југ и ќе кажат Грција е виновна за тоа. А јас морам да се согласам. Но не за тоа што некој е во право или не, туку за тоа што знам дека медиумите и политичарите успеа во нивната намера уште еднаш да ја изманипулираат македонската јавност и да пренесат дека Грција го употреби своето право на вето на овој самит. Но лично јас сум сведок дека тоа не се случи во Букурешт. Јас присуствував на тој самит. Кога го велам ова, секако дека ги имам предвид изјавите на Караманлис и на Бакојани дека ќе дојде до вето ако не се реши спорот. Но, формално правно, повторувам, формално правно вето во Букурешт немаше. На самитот воопшто не дојде до гласање. Немаше спортски да се изразам резултат 25:1. Имаше консултации, имаше преговарања, договарања, но сите тие резултираа со заедничка декларација на сите 26 земји членки на НАТО, вклучувајќи ја и Грција, кои што го поздравија прогресот на Република Македонија и утврдија дека ги исполнивме критериумите за членство, но поканата ќе биде врачена само откако ќе се реши спорот со името. Тоа не е вето, драги колеги, тоа е заеднички став на 26 земји членки на НАТО. На некој од вас звучи нереално, некој од вас лажно. Тие што ми веруваат се разочаруваат, но вистината беше искривена. Друг момент, се одлучивме да ја тужиме Република Грција пред Меѓународниот суд на правдата поради непочитување на привремената спогодба од 95 година, поточно членот 11 каде децидно е наведено дека Грција нема да го блокира членството на Република Македонија во меѓународни организации под референцата БРМ. Морам да кажам дека е сосема легитимно право, но тоа што загрижува повеќе е време траењето на тој процес и исходот од истиот. Непишано правило е тие процеси да траат со неколку години. Исто така непишано правило е одлуките на тој суд да не бидат испочитувани. Како ќе докажеме во Хаг дека Грција го употреби своето право на вето? Кој официјален документ ќе ни послужи како доказ? Драги колеги, во ниту еден формален акт донесен на самитот не пишува Грција го употреби своето вето. Тоа не ни е доказ. Ајде да предпоставиме дека ќе излеземе победници во Хаг. И кој е тој правен инструмент што може да ја наложи на Грција да не го употреби своето загарантирано право на вето како членка на НАТО? Драги колеги, таков инструмент, како иден правник, знам дека не постои. Повеќе не е во игра. Видовме во Букурешт што ни се случи. Логичко резонирање е да кажам дека ни треба нешто ново, нешто поинакво. Нема да кажам кој е тоа фамозно име што ќе ни ги реши проблемите. Но не можам, а да не кажам, дека ако остануваме на определбата сакаме во ЕУ и во НАТО, ни треба промена. Ни треба за тоа што друга алтернатива во Македонија нема. План Б за Македонија нема. Затоа и никој јавно не го соопштува.
Да се префрлам на друго поле. Како политички предуслов во сите извештаи што ги добиваме за нашата држава се спомнуваат меѓуетничките односи, на кои што јас лично гледам како на вазна која често се крши и се прелепува изминатите 18 години независност. Не можам да не кажам дека не е еволуирале во позитивна насока. Не можам да кажам дека не е постигнат прогрес во тоа што се вика градење и развивање меѓуетнички односи. Напротив, го поздравувам најсрдечно постигнатиот резултат. Но во таа ретроспектива не можам да ја прескокнам 2001 година, односно војниот конфликт. Сакам сите заедно да сфатиме дека единствена светла точка од тој и за мене, и за вас кошмар е Охридскиот рамковен договор. Зашто го велам ова? Тој договор прво донесе мир. Прво донесе ситуација сите граѓани да може да се почувствуваат како дел од една целина што се вика народ на Република Македонија. Донесе ситуација да можат сите да остваруваат своји легитимни права кои што им извираат во устав и закон. После 7 години, на 11 декември 2008 година, тоа е денес, тој договор останува неимплементиран. Прашувам јавно зошто? До политичките партии, дали се плашите од пораз на идните избори? Се плашите од намалени рейтинзи? Или за некои други? Гледате на тоа како предавство? Јас немам разумно објаснување.